Струга се уште е без чиста вода за пиење. Изворот шум од кој зависи водоснабдувањето на градот е во критична состојба. Стручните анализи и теренските увиди на професорите од Градежниот факултет во Скопје, ангажирани од општината, покажуваат дека изворот е сериозно загрозен од човечки активности. Во извештајот од 30 страници, експертите констатираат активна експлоатација на камен и депонии во непосредна близина на изворот. Констатираните појави, особено кога станува збор за експлоатацијата на минерални материјали во пошироката зона на изворот шум, присуството на насипи од градежен и комунален отпад во близина на водоснабдителните објекти представува реален ризик за механичко, микробиолошко и хемиско загадување на водата. Овие процеси можат да имаат долгорочни и неповратни последици врз водоснабдувањето. Каптажите, пумпната и хлорната станица, како и тоалетите во водоснабдителните објекти се во многу лоша состојба. На брегот на езерото кај изворот шум има ресторан со септичка јама, за кој не се знае дали има согласност за таа дејност, се наведува во извештајот. Исто така, утврдено е дека Струга со години ја користи водата од изворот шум без одобрение, без јасно дефинирани санитарни заштитни зони и без режим на контрола на активности во сливот. Значи, сите мерки се преземени, нема таму со закон забран ова зона која е заштитена, имаме побарано од владата да се донесе одлука да се заштити таа зона, треба физичко да се огради, што не е оградено до сега за жал. Значи, и е побарано од владата сега да ни дадат одобрение да се користи водата, што за жал Струга уште користи вода без одобрение. Основното јавно обвинителство Струга води постапка за утврдување евентуална кривична одговорност за загадување на изворите во шум. На терен биле затекнати машини на 2 фирми кои вршеле ископ, но тие тврдат дека само го рамнеле земјиштето за кокошарник и за садење лешници. Водата во Струга е забранета за пиење веќе 3 недели, а Институтот за јавно здравје потврди дека водата од градскиот водовод не ги исполнува стандардите. Стручните наоди предупредуваат дека кризата нема брзо решение. Експертите бараат итно воспоставување санитарни заштитни зони, ограничување на активностите во сливот и долгорочно планирање нови извори за водоснабдување.